Основна цел на оваа пресконференција е да го најавиме Конгресот на металурзите, 8-миот меѓународен конгрес на металурзите на Македонија, кој ќе се одржи во периодот од 30 мај до 3 јуни во Охрид во хотел Силекс. Како што беше најавено, значи мотото на конгресот е металургија, материјали, човекова средина, а исто така, значи целта на самиот конгрес е да се доближат најновите научни достигнувања, да бидат поблиски до значи до индустријата не само на Македонија, туку и во регионот. Со право можам да истакнам дека ова е едно од овој конгрес е еден од најважните манифестации во регионот кој традиционално го одржуваме. Опфатени се повеќе научни области, ќе речам екстрактивната металургија и преработувачка, па тука имаме железо и челик, обоена металургија и од овие металопреработувачки гранки, леење, валање, ковање, термичка обработка и така натака и така натака. Една ваква, да речам, голема манифестација бара и подршка во оваа година. Значи наш генерален спонзор е ArcelorMittal Скопје. Претходно, да речеме, на претходниот конгрес беше Макстил, пред тоа Фени Индустри. Ова го кажувам од аспект што се имаме навистина голема подршка од македонската индустрија. Како председател на Сдруженијето секогаш настојувам да нашата работа на Сдруженијето биде една карика, една врска меѓу Технолошко-металуршкиот факултет како носител на таа научна мисла и од друга страна македонската индустрија. Значи, до сега за учество на конгресот имаме добиено повеќе од 60 абстракти, а ќе презентираме некаде околу 30 научни трудови. Во овие презентации ќе имаме и презентации од фирми, да речеме нашиот генерален спонзор ArcelorMittal, потоа Јодовит од Италија и АББ од Шведска. За мене како председател на организациониот одбор ми е многу драго што некои колеги кои биле на претходните конгреси се најавуваат и доаѓаат повторно, а исто така, значи, и фирми кои претходно биле повторно се најавуваат. Значи, покрај на научните презентации, ќе имаме и презентации на фирми, така да Скен од Словенија, потоа Трокут Тест од Бугарија, па и Јодовит од Италија. Значи, ќе имаме и штандови каде што нашите колеги ќе имаат можност да видат што е што се случува, што е актуелно во поглед на новите материјали, на новите производи и така натака. Како што реков, ќе има многу мощни интересни подрачја и верувам дека ќе биде добро за сите наши колеги, значи од праксата да видат што се случува, кои се тие нови научни достигнувања, а од друга страна и самите наши колеги, значи од научната област ќе можат да видат на какви проекти се работи, со каква нова опрема се располага и така натака. Во склоп на конгресот планираме да одржиме една тркалезна маса баш на оваа тема, значи соработка меѓу научните институции со праксата, и мислам дека има многу што да кажеме на ова поле, бидејќи како представници од факултетот треба да ја зацврстиме, да ја негуваме таа соработка и да биде тоа на едно повисоко ниво. Баш би сакал да истакнам дека додека бев тука се најави колега од Словенија кој нема свој труд, меѓутоа сака да дојде да присуствува, и синоќа добив еден мејл каде пак друг колега од Словенија исто така сака да присуствува. Мислам дека, значи, конгресот како конгрес си го наоѓа своето место, луѓето го знаат, индустријата го знае, и ќе настојуваме и оваа година да бидеме добри домаќини, да го искористиме присуство на нашите колеги. Значи, сакаме да бидеме еден сервис на индустријата и да допринесеме што е можно повеќе, значи да тие научни достигнувања бидат достапни за нашите компании. Бидејќи ние
како луѓе од факултетот имаме прилика да патуваме, да посетуваме конференции, меѓутоа многу од нашите колеги инженери не се во таква состојба и ова е една добра прилика да дојдат во ситуација да видат што е ново, што е актуелно, а исто така и да се остварат нови контакти. Инаку, околу учесниците на Конгресот сакам да кажам дека имаме доста колеги од Турција кои традиционално доаѓаат на нашите конгреси, значи доаѓаат и представници на фирми, меѓутоа и од мощни реномирани научни институции. Баш пленарен предавач е професор Убейли од Османија универзитет, потоа имаме од Кочаели универзитет двајца представници, а тука си нашите колеги од Србија, од Бугарија и така натака. Сега да не ги редам сите, меѓутоа имаме колеги од Романија, Шведска, Австрија, Украина. За Украина е интересно бидејќи тоа се колеги украинци, меѓутоа тие се професори на универзитетот Вухан во Кина, така да еве една интересна можност да се слушне и за тоа, како што реков, доста имаме колеги од нашето окружување, така да изворедна можност да се остварат контакти и да се види што е ново на полето на металургија. А пред се значењето е за нашата металуршка индустрија.